Ситуацијата во Република Македонија и се што се случува во земјата е главна тема на дискусијата на денешниот Совет за надворешни работи на Европската Унија, што се одржува во Луксембург. Според агендата, шефовите на дипломатиите на европските земји за нашата земја ќе разговараат со високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини, а по попладневниот состанок со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Заклучоците што ќе ги донесе Советот на Европската Унија овој четврток и петок ќе бидат усвоени од страна на шефовите на државите и владите на Европската Унија на самитот на Европскиот Совет. Во април годинава Советот изрази сериозна загриженост во врска со влошувањето на ситуацијата во земјата, особено во областа на владењето на правото, основните права и слободата на медиумите. Тој ги повика сите страни да преземат одговорност и да ги преземат итните мерки насочени кон обезбедување на одржливо решение и конструктивно да се вклучат и да го рестартираат политичкиот диалог и да ја вратат довербата во институциите, се наведува во најавата за дебатата за Македонија, што ќе ја имаат министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија. Во најавата за дискусијата за македонската држава се посочува и дека Јоханес Хан, комесарот за европска соседска политика и преговори за проширување, го посетил Скопје на 2 јуни и се состанал со водачите на главните политички партии во насока за изнеоѓање решение за тековната политичка криза. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност Горанчо Савовски најавија работна средба со представници од местната заедница Тоде Мендол во Куманово, како и со представници на невладиниот сектор. Целта на посетата, како што информираат од МВР, е да се направи согледување за моменталната состојба на подрачјето на оваа местна заедница и заеднички да се утврдат приоритетите за дејствување и зајакнување на комуникацијата помеѓу полицијата и граѓаните. Денеска и утре е првото пријавување во јунскиот уписен род за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Поред конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на крајот од март, второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите од запишувањето ќе бидат објавени на 1 јули. Во конкурсот, објавен на веб страницата на Министерството, се наведени слободните места за гимназиско, стручно и уметничко образование во средните училишта во град Скопје и во сите општини во државата, условите за запишување и критериумите за избор на кандидати, потребните документи и конкурсните рокови. Старонов градоначелник на единствената македонска општина во Албанија е Едмонд Темелко, кому ова му е трет мандат на оваа функција. Темелко беше кандидат на единствената партија на македонците, Македонска алијанса за европска интеграција. За него гласале 2076, додека за неговиот против кандидат Апостоловски од Демократската партија гласале 488 гласачи. Албанскиот премиер Еди Рама синоќ изјави дека локалните избори одржани вчера, кои се еден од главните фактори во напорите на Албанија за започнување на преговорите за членство во Европската Унија, биле најслободни и фер избори во земјата досега. Иако официјалните резултати од изборите ќе бидат објавени денеска, веќе вчера опозицијската Демократска партија прогласи победа на изборите во Албанија. Министрите за надворешни работи на Европската Унија за 6 месеци, односно до крајот на јануари 2016 година, го продолжија рокот на важење на економските санкции против Русија, воведени поради нејзината интервенција во Украина. Санкциите засегаат цели сектори од руската економија, вклучувајќи ги банкарството, одбраната и нафтата, кои не можат да се финансираат од европските пазари. Нивната сегашна важност завршува на крајот на јули. Русија пак ќе возврати на одлуката на Европската Унија да го продолжи рокот на санкциите врз основа на принципот на реципроцитет, изјави пред новинарите Дмитрий Песков, помошник на рускиот председател. Повеќе пати сме кажале дека во размената на санкции принципот на реципроцитет е основа на нашиот пристап. Истакна тој во Кремљ, додавајќи дека Русија не е иницијаторот, но доколку санкциите се продолжуваат, ќе дејствува во иста насука. Силна експлозија денеска го потресе парламентот во афганистанскиот главен град Кабул за време на седницата, пошто следела пукотница во која се повредени 18 цивили, изјави портпаролот на Министерството за здравство на земјата. Државната телевизија ги емитуваше во живо случувањето пред зградата на парламентот во западниот дел на Кабул, кога се случила експлозијата и пратениците почнале на брзина да ја напуштаат зградата. 6 талибанци кои денеска ја нападнаа зградата на парламентот се убиени. Во координиран напад талибанците прво предизвикале експлозија на автомобил бомба пред зградата на парламентот, а потоа насила, пукајќи од огнено оружје, влегле во зградата.